Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, кандидати за пратеници на листата Можеме, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата за 4-та изборна единица. Добар ден на сите. Денеска, заедно, ние кандидатите за пратеници од нашата изборна единица број 4, тука во Струмица, имавме состанок со регионалниот изборен штаб. Состанокот се организираше според сите протоколи за заштита од ковид, кои ги имаат усвоено здравствените власти. Зборувавме за актуелната состојба со коронавирусот во државата, за мерките за заштита на граѓаните и потребата од реализација на изборите во првиот можен момент. Државата ни се наоѓа во крајно комплицирана состојба пред новиот бран на епидемијата на есен, заедно со сезонскиот грип, за што предупреди и Светската здравствена организација. Со распуштено собрание, со техничка влада, која имаше мандат за организирање на предвремени парламентарни избори за 12 април 2020 година. Со останатите кандидати за пратеници потврдивме дека крајно потребно и одговорно е да се најде решение за изборите, да се одржат пред почетокот на летото, најмногу заради здравието на луѓето. Затоа мојата порака денеска е: изборите се решение, а не проблем. Спроведувањето на изборите бара внимателност и одговорност од секој од нас, при што јасно е дека изборите се единствениот демократски механизам за граѓаните да го вратат легитимитетот на законодавната и извршната власт. Граѓаните да одлучуваат е врвна демократска придобивка. Изборите се потребни за да обезбедиме целосно функционални институции кои ќе го штитат здравието на граѓаните и кои ќе обезбедат целосен рестарт на македонската економија. Избори треба да се одржат во првиот можен термин, согласно законските можности и согласно состојбата со епидемијата. Денес уште еднаш порачуваме дека сите имаме и обврска и одговорност да водиме прилагодени, контролирани, нов тип на кампањи со сите мерки на заштита и се разбира без масовни настани. Исто така, уверени сме дека институциите ќе ги обезбедат сите превентивни мерки за 100% заштита на граѓаните на денот на гласањето. Наблюдувачката мисија на ОПСИ ОДИХР ќе биде гаранција дека слободно изразената волја на граѓаните ќе биде легитимна. На граѓаните им се неопходни законодавна и извршна власт со полн капацитет, пренесен суверенитет и доделена одговорност за управување со земјата наша. Северна Македонија мора подготвено и со 100% капацитет на институциите да го дочека септември. Да бидеме целосно спремни за уште поефикасно справување со последиците од досегашниот тек на пандемијата и за очекуваниот нов бран на вирусот. Функционалните институции се неопходни и за рестарт на економијата. Здравието и живеачката на луѓето се најважни, а затоа ни треба целосно функционален, демократски, институционален систем и целосни економски механизми за зголемување на потрошувачката на граѓаните и за развој на македонското стопанство. Ние сакаме избори на кои ќе учествува опозицијата. Ние имаме силен демократски капацитет и како и досега ќе направиме се опозицијата да си ја преземе својата одговорност. Заврши времето кога опозицијата, во тоа време Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дознаваше од телевизија кога ќе се одржат изборите. Се разбира, доколку ВМРО ДПМН одлучи да го кочи овој неопходен демократски процес, ние нема да имаме избор, освен да ги почитуваме законските рокови за изборниот процес. Почитувани, одаваме јавно признание на мнозинството граѓани за почитување на мерките за превенција и заштита од вирусот. Свесни сме
ова е тежок период во кој сите заедно се откажуваме од претходните секојдневни навики, изложени на стрес и неизвестност. Истовремено, изразуваме огромна благодарност до лекарите, здравствените работници, полицајците и сите оние кои денонокно се борат за нашето здравје. Борбата со вирусот продолжува. Вирусот е присутен и нема, за жал, скоро да си замине. Но тоа е новата нормалност. Секојдневно новата нормалност ни кажува дека додека не се пронајде вакцината, ќе мора да научиме да живееме и да се справуваме со овој невидлив и опасен непријател. Затоа, уште еднаш апелираме до граѓаните да ги почитуваат мерките, бидејќи тоа е единствениот начин да се спречат пикови на заразата. Ви благодарам.